Премиерот Груевски во посета на Неготинско, за време на посетата тој присуствуваше на поставување камен темелник на индустријската зона Неготино, изврши увид во изградбата на пат за село Криволак и ја посети компанијата Ролопласт. Воедно Груевски оствари средби со жителите на селата Криволак и Долни Дисан. Деталите за посетата од Неготино во живо од Зоран Јаневски. Повели Зоран. Токму така, Тино, денеска во посета на Неготинско е председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски. Тој, освен поставување на камен темелник на новата индустријска зона која што го носи името Неготино, присуствуваше на уште неколку локации во Неготинско. Ги посети населените места Криволак и селото Долни Дисан. Инаку работната посета на премиерот Груевски стартуваше во индустријската зона Неготино, каде што беше поставен камен темелник. Индустријската зона има површина од околу 30 на хектари и во неа се предвидени 17 парцели. Во претходниот период сите тие добија собственици и денеска се означи почетокот на изградбата на потребната инфраструктура. Инаку, според намената, овие градежни парцели се наменети за изградба на мали производствени погони од лесна и незагадувачка индустрија. Поради големиот интерес на инвеститорите во првото јавно наддавање, од локалната самоуправа најавија дека оваа индустријска зона во следниот период ќе биде проширена за околу уште 40 хектари. Предлагам овде да ја погледнеме изјавата на премиерот Груевски. Денеска сум тука во Неготино да го поздравам почетокот на изградбата на новата индустријска зона Неготино, за која верувам дека во блиска иднина ќе биде домаќин на нови фабрики и ќе отвори повеќе нови работни места. За позитивните ефекти од изградбата на зоната, доволно говори фактот што досега се продадени сите 17 парцели. Вложуваме навистина многу напори да убедиме што повеќе компании да инвестираат во Македонија. И како резултат на тоа, бројот на нови фабрики секојдневно расте. Регионот на Неготино и Кавадарци е можеби еден од регионите каде најдиректно се осетија придобивките од ваквата наша работа. Дрексел Мајер е типичен пример за тоа. Оваа фабрика вработи голем број на жители од Неготино, Кавадарци и од околните места и осетно ја намали невработеноста во овој регион. Тоа е само поттик повеќе, уште посилно да работиме на подготовка на теренот за влез на нови инвеститори и изградба на нови фабрики. Инаку од локалната самоуправа на општина Неготино велат дека изградбата на оваа индустријска зона ќе значи поттика за развој на локалниот економски развој и се разбира отворање на нови работни места. Инаку инвеститор на оваа индустријска зона е ИГМ од Кавадарци. Предлагам да ги погледнеме изјавите од градоначалникот Ванчо Апостолов и првиот човек на ИГМ. Сакам право да се благодарам на многу долгата соработка со владата. Од 2006 година имаме континуирана соработка. И во добри моменти, и во лоши моменти. ИГМ е меѓу 4 најголеми извозници. Кога добивме антидампинг од Европска унија, напорите на владата беа огромни да тој проблем се реши и успешно го решиме. Со големи ангажирање на премиерот. Ова е една нова инвестиција во Неготино. Ние сме како инвеститор многу стабилни, имаме знање, имаме способности. Поредно атрактивната местоположба, близината на регионалниот пат, автопатот и железницата придонесоа во изминатиот период сите 17 градежни парцели на површина од 30 хектари во оваа индустријска зона да бидат продадени и на нивно место инвеститорот да гради капацитети од Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Имајќи го предвид огромниот интерес од заинтересирани инвеститори, започнавме постапка за проширување на индустријската зона со нови градежни парцели веднаш до постоечката на површина од 40 хектари. Инаку работната посета на Неготино на премиерот Никола Груевски продолжи во селото Криволак и увид во градежните работи на изградбата на патот кој што водат до селото. Станува збор за локален пат кој што се гради од Пепелишки мост па се до селото Криволак.
во должина од околу 3000 метри. Со реконструкцијата овој патен правец ќе биде проширен и неговата широчина ќе изнесува околу 5,5 метри. Инаку според локалните власти овој пат е најфреквентен, меѓутоа и најнебезбеден во Неготинско. Во изминатиот период токму на овој патен правец се имаат случајно поголем број несрети во кои што имало и жртви. Инаку изградбата и реконструкцијата на патниот правец од селото до селото Криволак во должина од околу 3000 метри го финансира Министерството за транспорт и врски. Изградбата на овој патен правец чини 20 милиони денари. Предлагам овде да ја погледнеме изјавата. Директно од Министерството за транспорт, 20 милиони денари е цела инвестиција. Така. Кога почна? Пред месец и пол. Договорот е пред 2 месеци Почетокот? официјално Да. поредот. Месец и пол има. Пред месец и пол е започна. Официјално до јуни треба да стигне, ама има шанси и по. Ја мислам дека Девет ќе месеци завршат рок, и така. порано, да. Како што работа, мислам дека и порано ќе завршат. Така, одлично. Тоа компанија во кој? Штипска, Штипска. две група, да. Две Две група работи. Радош. Одлично. Одлично. Голем се работи, така да. И беше барање и од жителите и од армијата. 1100 жители е сериозна бројка и треба да им се помогне. Супер. Пуси армијата таму е. Инаку по увидот во градежните работи на патниот правец до селото Криволак, премиерот Никола Груевски се упати во селото Криволак каде што оствари средба со граѓаните. Таму граѓаните на селото Криволак изразија задоволство што се реконструира патниот правец кој што води до нивното село. Потенцираа дека има опасни кривини кои што со реконструкцијата мораат да бидат надминати. Токму ова им го кажа премиерот Груевски, кој што вети дека според проектот за реконструкција на патот до селото Криволак предвидени се градежни зафати кои што ќе ги отстранат опасните кривини од овој патен правец. Жителите од селото Криволак побараа и можност или проект со кој што ќе може да се наводнува нивното поле. Заменик министерот за земјоделие најави дека во следниот период се работи на проект кој што ќе овозможи наводнување на полињата за жителите од селото Криволак. Овој проект е предвидено да изнесува 100 милиони денари. Инаку работната посета на Неготино премиерот Никола Груевски ја продолжи во селото Долни Дисан.